Врз основа на член 39 од Закон за локална самоуправа, Службен весник на Република Македонија број 5/02 и Службен весник на Република Северна Македонија број 202/24, член 15 од Статут на општина Росуман и член 58 став 1 од Деловник за работа на Совет на општина Росуман. Службен гласник на општина Росуман број 7/06. Председателот на Совет донесува решение за свикување на 4-та седница на Совет на општина Росуман. Пред да го прочитам дневниот ред, да го ставиме записникот на гласање од минатата седница или доколку некој бара збор, повели колега. Ангел, имам забелешка на записниците. Значи, записникот кој минатиот пат не е подпишан од никој. Значи, барам да ми се подпише и вие и наредните. Еве како беше во минатиот пат, во АЕО 21, Лао Монички беше. За кој го изготвил записникот и се подпишал. Значи, за сите документи да има подпис. Гледам сите документи немаат подпис. Исто и за сите документи. И барам и вие да ми се подпишат. Важи. Забелешка подпис од записничар за... Да. Може да прашам? Дали друг бара збор? Без снимаче. Тоа се сече. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, записникот од минатата седница го ставам на гласање. Кој е за? 9 за, нема против, нема воздржан. Точка 1. Предлог буџет на општина Росуман за 2026. Точка 2. Предлог одлука за извршување на буџет на општина Росуман за 2026 година. Точка 3. Предлог одлука за утврдување на бодот на плати на државни службеници за 2026 година. Точка 4. Предлог буџетски календар за 2026 година. Точка 5. Предлог програма за одржување на локални улици и патишта на подрачјето на општина Росуман во зимски услови за 2026-2027 година, зимска служба. Точка 6. Предлог програма за одржување на јавна чистота во општина Росуман за 2026 година. Точка 7. Предлог програма за активности на општина Росуман за ревитализација по елиминирање на кризи за областа на заштита и спасување во 2026 година. Точка 8. Предлог програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општина Росуман за 2026 година. Точка 9. Предлог програма за општина Росуман за 2026 година од областа на културата и културните манифестации, обележување на празници и манифестации. Точка 10. Предлог решение за давање согласност на финансиски план ЈПК Росуман за 2026 година. Точка 11. Предлог решение за давање согласност на програма за работа и развој на ЈПК Росуман за 2026 година. Точка 12. Предлог решение за давање согласност на програма за утврдување на отпад на територијата на општина Росуман за 2026 година. Точка 13. Предлог решение за усвојување на финансиски извештај за период од 1.7.2025 до 30.9.2025 година. Точка 14. Предлог решение за усвојување на извештај за работење на ЈПК Росуман за период од 1.7.25 до 30.9.2025 година. Точка 15. Предлог решение за давање на согласност на одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПК Росуман за регулиран период од 2025-2027 година. Точка 16. Предлог решение за давање на согласност за одлука на утврдување на тарифа за собирање и одводување на урбани отпадни води на ЈПК Росуман за регулиран период 2025-2027 година. Точка 17. Предлог решение за разрешување и именување на член во училишен одбор на ОУ Пеле Тошев Росуман. Точка 18. Предлог решение за давање на согласност на програма за работа за давање на социјална услуга Советувалиштен центар за жени и деца жртви на семејно и родово базирано насилство за 2026 година. Точка 19. Предлог решение за усвојување на годишен извештај ЗРЕ визија за период од јануари-ноември 2025 година. Дали некој бара збор за надополнување на дневниот ред? Повели колега Ристо. Поштовани граѓани, поштовани председатели, поштовани колеги советници, сакаме да дополниме дневниот ред уште една точка, финансиски извештај на Комисијата за образование, спорт и култура по повод обележување на празникот 17 декември. Благодарам. Благодарам.
Дали друг бара збор? Повели колега Лотко. Гранчевиче, дали да биде како советнички прашања, сакав да те прашаме или како точка, што е направено со паркинзи за кавадарци? Дали нешто луѓе сака да питат, дали ти го поставам како советничко прашање или како точка неко? Тоа е Божи советничко прашање. Советничко прашање. Ставиме точка советнички прашања. 21, окей. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, оваквиот проширен дневен ред го ставам на гласање. Пауза. Пауза. Оваквиот дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? Со 9 за усвоене дневниот ред. Точка 1. Предлог буџет на општина Росума за 2026 година. Дали некој бара збор? Поведите. Нема да се повторуваме, само кратко. Постапено е по забелешките за расходите за репрезентација, значи, од сите конта, тоест од сите конта од Совет, градоначалник и во општинска администрација, расходите за репрезентација се преполовени, секаде се ставени или на 50% тоа што претходно во нацрт буџетот беа предвидени. Истите средства од износ од 303.000 денари се предвидени во градинката во В1 програма на конто 48 на 12-та страна 480160 303.000 денари. Че тоа се по забелешките, значи направена измената во буџетот. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, прва точка од дневниот ред предлог буџет на општина Росума за 2026 година ја ставам на гласање. Кој е за? 8 за. Кој е воздржан? Против нема. Ви благодарам. Втора точка. Предлог одлука за извршување на буџет на општина Росума за 2026 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, втора точка ја ставам на гласање. Кој е за? 8 за, воздржани нема, против нема. Трета точка. Предлог одлука за утврдување на бодот на плати на државни службеници за 2026 година. Дали некој бара збор? Дали истите бодот? Може. Повели. Истите бодот, да. Тоа се со захвали. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам на гласање третата точка. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Четврта точка. Предлог буџетски календар за 2026 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Пета точка. Предлог програма за одржување на локални улици и патишти на подрачјето на општина Росума во зимски услови за 2026-2027 година, зимска служба. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, петата точка ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно 9 за, воздржани нема, против нема. Шеста точка. Предлог програма за одржување на јавна чистота во општина Росума за 2026 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, шеста точка ја ставам на гласање. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Седма точка. Предлог програма за активности на општина Росума за ревитализација по елиминирање на кризи во областа на заштита и спасување за 2026 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка 7 ја ставам на гласање. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Осма точка. Предлог програма за спроведување на општи мерки за заштита на население од заразни болести на подрачјето на општина Росума за 2026 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, осма точка ја ставам на гласање. Кој е за?
9 за, воздржани нема, против нема. 9 точка. Предлог програма за општина Росоман за 2026 година од областа на културата и културните манифестации, обележување на празници и манифестации. Дали некој бара збор? Повели колега Ристо. Почитувани колеги, тука имам уште еден предлог, пошто оваа година може видовте во програмата во општина Росман. Овој пат сакам за прв пат на 6 јануар да спроведиме поворката на Вечниот Бог со игрорите на Куд Росман и сакам ова да влезе во програмата на општина Росман, затоа што наредни генерации после нас да продолжат да почитуваат на оваа манифестација, во која што сакаме да прерасне потпонатаму во уште поголем настан. И затоа ќе треба да определиме и сума на пари кои што треба да се потрошат за овој настан, а не ставено во програмата, затоа што таму гледа во програмата почиња од 19 јануар за Водици, прв настан кој се десува во програмата на општина Росоман. Значи ова би било на 6 јануар. Не се тоа многу пари, сега овој пат ќе ги поделиме трошковите на Куд Росоман, за деца ќе имаме ќесиња и дел од родителите за звездичките, дел ќе покрие општина Росоман, а да влезе во програмата на општина Росоман. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Не може ли кратка пауза? Ајде пауза. Оваквата програма со надополнување на предлогот на колегата Ристо Јошев ја ставам на гласање. Кој е за? 9 за, воздржани нема, против нема. Продолжуваме. 10 точка. Предлог решение за давање согласност на финансиски план на ЈПК Росоман за 2026 година. Дали некој бара збор? Директор, каде е директор? Ајде 5 минути пауза, ако може. Го повикувам директорот на ЈПК Росоман. Повели директоре. Почитуван градоначалник, почитуван председател на совет, почитувани советници, почитувани жители на општина Росоман. Во врска со финансискиот план за 2026 година на ЈПК Росоман за бруто плати за вработени, видени се и планот за вработување за 2026 кој што е поминат на совет. Значи овие средства 11 милиона видени се и 3 нови работни места, тоа се правник, машинист и за Александра, што не е вработената, што не е од агенција. Трошци за привремени услуги, тука спаѓаат тие пари, систематски прегледи што се за вработените, техничкиот институт за вршење на обука, сертификати и тие други работи, ангажирани за лица за управување со отпад, тие се лицата кои што ги ангажираме. За електрична енергија се тие 850 динара, горива и мазива 700.000, анализа за вода правиме секоја недела, знаете, правиме анализа на водата, набавка на натриум хипохлорид 50 динара, за приклучки елементи за водовод и канализација, тоа се најца тевиш, сега што купуваме панели, местиме канализации, тоа се 400 динара. Поштенски услуги се со пошта што праќаме фактури и останати услуги 70 динара. Канцелариски материјал, тоа е хартија, тонери, да не образложувам, знаете, 50 динара. Репрезентација 150 динара. Хранарина за вработените 50, регистрација за возила 50 динара, премии за осигурување 50 динара, основни суровини материјали 200 динара,
банкарски повризи, тие се одвајањето 60.000 денара, трошици за тековно инвестиционно одржување 100.000 денара, трошици за одржување на престителна станица и снабдување со вода, тоа е 900.000 денара, стручни литератури при рачници 30.000, адвокатски услуги, адвокати 250.000 денара, книговодствени услуги 240, нотарски судски трошици 50.000 денара, услуги од градежна машина, тоа се 120.000 денара, услуги од градежна машина, тоа се мали скипчиња, тие некои што ги немаме ние, а што вршиме, што ни вршат услуга. Услуга со цитера со висок притисок 200.000 денара, услуги поправка одржување на возила 100.000 денара, резервни делови за возила 100.000, набавка на потопна пумпа за село Паликура 50.000 денара, трошици за управен надзорен 250.000 денара, регрес за годишен одмор 660, подршка на спорт и култура 25.000 денара, хата за опрема 17.000, амортизација на основни средства 1.200.000. Значи потроши за одржување, тоа се фактури спрема комуналец, одржување на водна линија, под тековното одржување тоа се елементи како што чешми, гуми, цилиндри и други работи. Набавка на потопна пумпа, тоа често се разсипува пумпата поставена и се набува мотор, делови за пумпата, како што се Паликура и Зип. Тоа е. Ви благодарам. Дали друг во разбор? Повели колега Лако. Директоре, за анализа на водата крекоте, дали тука спаѓаат и сите чешми што се селски чешми што ги викаме? Правите анализа на тие или? За селските чешми дали правите анализа? Да. Па вака на минатиот претходниот директор му поставив вакво прашање и му реков како ќе направи анализата на самата чешма да закачат дали е вода за пиење или не е во сите населени места. Ти препорачувам ти да го направиш тоа. И гледајќи ја стоимата на комуналното, мислам дека репрезентација 150.000 е многу. 100.000 се доста. Тоа е мој предлог да се намали на 100.000. Ви благодарам. Дали друг во разбор? Повели колега Ристо. Директор е многу убаво составено, напишано. Таа малце бивши директор ти помогнал таму. Ама сите сметки ги направил како што одговарале во работата за помошни машини, за други машини, а нигде не видов колку пари заработуваме од нашите машини. Значи имаме ние багер наш што работе и што копа и приватно и чисти и се, а нигде не видов пари колку заработуваме од таа машина и би сакал натаму кога ќе работи таа машина, сега да запишете саат, кога ви дадете сега на работа, да си го проверите саатот на машината. Затоа што саатот на таа машина, кога почна да работи, јас го запишав и го имам кај го запишано, колку саати има работено и може да провериме во секое време колку саати работи. Да не заглавите некаде вие, проверите си го саатот, ќе го скоординираме со мојот, ќе видиме колку е тоа, значи тогаш беше Владко и Павле, мислам, кога ги запишуваме саатите, да се знае точно, ако ви работи машина на приватно, напишете колку саати работил на приватно и колку пари се земали од таа машина. Ако работи за корист на општина, пак факторите на општина Росово. Се знае колку пари заработува таа машина. Многу е лесно вака да се оставите бројките, ќе напишем јас колку сакам така. Ама не е така работиш. Треба точно да се знае колку пари имаме таму. Друга работа. Сакам тука да направиме оваа програма, дали тука сега е покачувањето на водата ставено на оваа програма, да? Јас имам еден предлог, за да не оде до регулаторна, вие прво ќе кажете дали сте разговарале со регулаторна комисија за ова покачување. Значи, ја не сум да се покача водата во општина Росово, затоа што имаме вода без пари. И ако више мораме, како? Јас после ќе се опратам на тоа, а сега за вода, да си ги најдете сметка за машината колку пари имаме за имена на машината. Благодарам. Почитувам председател на совет, почитувани советници, јас внимателно го слушав Ристо Јошев и
предизвикувам да директорот веднаш ги изваде да видиме колку сати, колку имаме заработка од таа машина што оде на терен за приватни цели, односно каде што граѓаните поставуваат барање до јавното комунално предпријатие и се испаѓа на терен. Јас по моја препорака, аз се надевам и по ваша, ќе забраниме таа машина да оде да се амортизира за непотребни работи, затоа што приходите, мислам и од моите сознанија дека се многу мали во комуналното предпријатие, но за таа цел ние имаме доволно работа во општината и доволно работа за комуналното, да може таа машина да се користи само за потребите на општината, односно чистење на патишта, дали локалните патишта, дали имаме секакви махнини за нашата општина кај што треба да санираме диви депонии, така да се обрнеме внимание на нашите проблеми кои што ги имаме кај општина, комуналното да фактурира кон општината, општината да ги покрива тие трошоци. За да не се сомневаме и вие како советници и граѓаните, па и ние дека се прават злоупотреби. Се случи неколку пати да имаме веќе хаварија со машината, дефекти чести. Реално таа машина не е направена за да корде праски или да порамнува, таа машина со некој слаб капацитет, не е некоја си толку моќна. Затоа се надевам дека ќе наидам на поддршка за да можеме да направиме таа машина да се користи само за потребите на ЈПК Росован и на општина Росован. Благодарам. Благодарам. Дали друг разбор? Повели. Минатиот мандат дискутираме на оваа точка и беше на дневен ред ставено, ама мнозинство советници одлучија да биде платено. Багерот минатата година имаш само 200.000 денара за работка од таква работа. Јас бев тие да се забране багерот да работи на приватни лица, да си работа за интерес на општината, да поправа полски патишта, да одводнува каналчиња и председател сакам тоа да го ставиш на дневен ред на наредната седница и да забраниме Како багерот. точка или предлог да го ставиме сега? Како сакате? Владко, само да кажам, за само 2 месеци, дали сме 2 месеци, 50 дена грачални, до сега околу 220.000 денара има фактурирано комуналното на општината. Значи ние веќе за 50 дена Значи минаме ние цела секоја година година. комуналното предпријатие му даваме незаконски позајмици. Значи по 500 или А по зашто не ги 700 обработати? а они може да ги изработат тоа со багерот и да биде законско. Се согласуваме. Благодарам. Дали друг разбор? Повели, директоре. Значи, врска со градежната машина Хидромек, од кај јас остав назначен за ВД директор на комуналното, во приватни цели ја немам поштено, иако има барање, немам поштено. Исто и таа, како што кажа градоначалникот, и јасно да се повлече таа одлука, исто ја мислам дека на управен треба, ако не треба на управен, може тука до 14 да повлечеме таа и да се забране Хидромекот за приватни цели. Благодарам. Благодарам. Дали друг разбор? 5 минути пауза да го дефинираме предлогот на колегата Владко. Дали друг разбор? Доколку никој не бара збор, го ставам на гласање предлогот да се намали репрезентација на ЈПК Росован од 150.000 на 100.000 денари. Кој е за? 4 за. За. 4. Кој е воздржан? 3, 4 воздржани. Против? 5 воздржани. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Вака поставениот финансиски план го ставам на гласање. Кој е за? Девет за, воздржани нема. Кутката, че куткаме се. Воздржани 1. Против нема. Благодарам. 11 точка. Предлог решение за давање согласност на програма за работа и развој на ЈПК Росован за 2026 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, Програма за работа. 11 точка од дневниот ред. Предлог решение за давање согласност на програма за работа и развој на ЈПК Росован за 2026 година. Тамо ли за владата? Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ја ставам на гласање.
Кој е за? 6 за, 1 воздржан, против, Кој е воздржан? Сите да крајме воздржан. Два воздржани. 20 воздржан. Чекай. 6 за и 2 воздържани. 12 точка. Предлог решение за давање на согласност за програма за управување со отпад на територијата на општина Росума за 2026 година. Дали некој бара збор? Прво директор ќе каже ли нешто или? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Шест за, кој е воздржан? Тројца воздржани. Преминуваме на 13 точка. Предлог решение за усвојување на финансиски извештај за период од 1.7.2025 до 30.9.2025. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Шест за, кој е воздржан? Тројца воздржани. 15 точка. Предлог решение за давање на согласност на одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД Росума за регулиран период од 2025-2027 година. Дали некој бара збор? Повели. Ако ќе мораме да донесеме одлука, значи да регулаторна комисија да не одлучуваат за оваа точка, мојот предлог е да ја покачиме вода за 70 центи, и сега имаме околу 15-30 центи вода, ја плаќаме водата. Дени, да. 15-30 да биде 16 денара водата. За тие 16 денара автоматски регулаторна комисија не може да ни ја покача водата. Ако ние оставиме регулаторна комисија да одлучува за нас за таа цена, тогаш имат шанса да постават по нивен тертип да постават колку ќе биде цената во Росума. Макар може и тоа да не е така, мислам дека не може да покачат они, али за ние да бидеме сигурни во тоа, за мене е подобро да биде да направиме водата 16 денара, а за нареден пат ако има потреба комунално предпријатие да цена да биде повисока, ќе ја покачиме. А меѓувремено, мислам уште еден денар може да покачиме, а меѓувремено директорот на комуналното да си ги оптужа сите тие што не плаќаат редовно вода, да преземе мерки за давање за дивите приклучици, да види кои се тие диви приклучици, каде вода да се пушта непотребно и се троши. Че секогаш долното мало има вода, а од центарот на селото нагоре стално сме без вода. А да замислите, јас сме на центарот на средината, кога јас немам вода, горното мало нема никогаш. И заради тоа морате да прво да преземите такви мерки, да се средат тие дел, тек после да барате покачување на поголема сума на вода. Сега мислам дека можеме само да покачаме на 16 денара и ништо повише. Ви благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор? Повели Владко. Директорот може да одговори. Ристо, мислам дека регулаторна комисија дава само предлози. Тука е правник, ќе го молам правник да ни објасни. Да, е Како? дадено минимум и максимум. Значи Се минимум. само тоа решение. И што треба ние да направиме? Да ја објасниме правно. Они ти дават како предлог, како поинаку. И што бива Дали ако не еве можеме да ние нели се одлучиме договораме да- мината седница, после завршна сметка на комуналното да одлучиме колку ќе ја качиме водата и дали ќе ја качиме. Точно. Зошто сега не се наметнуваат вие пак? Тоа не е прашање за мене. Мислам има спремно правно како и Ајде. директор да одговори. Тоа не е Благодарам. прашање за мене. Дали друг бара збор? Анце, директоре, Ај, пауза. Почитувани советници, пред да дојдам на совет, бев на средба со сите директори на Македонија комунални и баш за ова дискутирав и со нив
Значи, регулаторна комисија за цела Македонија е овластено тело за покачување на водата. Моментално пред мене е и законот, донесен в собрание, каде стои дека само секунда. Законот за утврдување на цени за водните услуги. Вика член 5 методологија и определување на тарифите за водна услуга. Како се определува методологијата? Значи, од оперативни трошоци, трошоци за одржување, трошоци за капитални инвестиции, надоместоци, даноци и други давачки утврдени со закон. Постапка за определување на тарифи на водни услуги. Тарифите за водни услуги се определуваат од страна на регулаторна комисија. Кога барањето на ставот за утврдување тарифа на водна услуга, давателот, односно комуналното, доставува план за прилагодување на тарифи за водни услуги, податоци, извештаи, бизнес план кои се задолжителни за утврдување на тарифи за водни услуги и други работи. Член 11, само секунда. Член 4. Во случај кога Советот на општините, односно како и органот на управување на правното лице, основано согласно со Законот за водостопанство, не донесат согласност на одлуката за утврдување на тарифата за водени услуги, органот на управување на давателот е должен да започне да го применува решението за утврдување на висината на регулаторната тарифа за водна услуга. И има уште прекршочни санкции за правните лица, даватели на водни услуги. Глоба во износ од 25.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за сторен прекршок на давател на водната услуга кој не ја спроведил. Не започнал со примена одобрената тарифа од регулаторна за водна услуга во период од 6 месеци од денот кога требало да започне со примена одобрената тарифа за водна услуга од регулатор. Глоба во износ од 30% одобрена глоба за давател на водна услуга, чему се изрече на одговорното лице, т.е. директорот. Тоа е од законот. Исто така да ви кажам, и денеска што бев составен со директори, во регулаторната комисија го утврдува цени на сите комунални водостопански. Благодарам. Дали друг бара збор? Повели колега Ристо. Значи, директоре, сето убаво го прочита, ама таму, Ватко нема да само извини. Значи, сето убаво го прочита, јас те слушав убаво, ама на едно место, регулаторот многу убаво ти вика. Значи, комуналното предпријатие дава предлог до регулаторна комисија, каде што вие давате насоки до која цена може да покачите водата. Значи, ви, и како не вади го видам во закон да видите како пише? Ја го почитав сега оно што кажа. Значи, јас памтам, имав 5 по памтење на времето. И он убаво кажува дека тука насоки се зададени од регулаторна комисија. И затоа регулаторна комисија може по ваши насоки да покачаме водата. Ние имаме вода без пари, че ми треба да му кажете дека ние имаме вода без пари. Значи, ние учествуваме со 8.000 евра пари за во тие систем. Ние не можеме сега да покачаме вода 25 денари како квадраци. Многу е тоа за нашите граѓани. А на крај крај имате проекти за новиот систем од згора што треба да се направи сега, да чиме пак вода со многу минимална сума. И ние регулаторот може да рече че ставиме 50 денари. А тоа си уклучиме хидрофорти, не плаќаме вода. Па вие нема да земате пари. Че не е целта да направиме луѓе да купуваат хидрофори. Че направите математика дека ако уклучат хидрофорите, нема да бидат приклучени на системот. Пак нема да земат да вие пари. Затоа, мојот предлог да се стави само 16 денари да биде цената, е најдобро да регулаторот каже известите дека ние да покачуваме на цената и повише нема да биде. А 25 денари тоа што го сака, тоа не е многу. Значи нема да биде знато. Повели директор. Значи, почитувани советници, ваа цена што е ставена за моментално денеска за гласање е најниската дадена цена од регулаторна комисија. Одлуката 21. Одлуката е ваша, еве јавно кажувам. Дали ќе ја изгласите или не изгласите, одлуката е ваша. Ако биме против, јас морам да ставам допис до регулатора дека не е изгласана. Регулаторот ќе ни даде цена. Највисоката, јавноста нека го знае дека таа цена е поради тоа. И благодарам.
Дали друг бар збор? Добро. Дај на гласен мојот предлог и вас тие предлог негови. Пауза само да го дефинираме предлогот. Го ставам на гласање предлогот на Ристо Јошев. Водата да се покачи од 15 денари и 30 дени на 16 денари. Кој е за? 5 за. Кој е воздржан? 4 воздржани. Против нема, ви благодарам. Продолжуваме. 16 точка. Предлог решение за давање на согласност за одлука на утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК Росуман за регулиран период 2025-2027 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, 16 точка ја ставам на гласање. Не видите што Пауза пак. Ајде, Джими регулатор страни. Утврди цел. Пауза. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, 16 точка од дневниот ред ја ставам на гласање. Кој е за? Четири за. Кој е воздржан? 5 воздржани. Против нема. Продолжуваме. 17 точка. Решение за разрешување и именување на член на училишен одбор на ООУ Пере Тошев Росуман. Дали некој бара збор? Поштовани, мојот предлог за училишен одбор ја предлагам Весна Јаневска од Советот на општина Росуман. Ви благодарам. Дали друг бара збор? Доколку Пак ли да излегуваме? Нема више, не излегуваш, нямаш предлог. А може другите да Може да. Не може више. Да, може Оливер и секретарите. може Доколку училище. никој не бара збор, предлогот на Ристо Јошев го ставам на гласање. Кој е за? Осум за. Кој е воздржан? 1 воздржан, против нема. Констатирам дека точката е усвоена. Преминуваме на 18 точка. Предлог решение за давање на согласност на програма за работа на давање на социјална услуга, советувалиштен центар за жени и деца, жртви на семејно и родово базирано насилство за 2026 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? 9 за. Нема воздржани, нема против. 19 точка. Предлог решение за усвојување на годишен извештај за ЗРЕ визија за период од јануари-ноември 2025 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно со 9 за. Преминуваме на 20 точка советнички прашања. Дали некој бара збор? Повели. Имам советничко прашање до граничалниче. Граничалниче, во врска со парк из Кавадарци, дали што се случи? Знам пред избори нешто ви кажа дека има поволни цени за Росуман. До каде е таа работа? Повели. Точно да, беше ветување во предизборната кампања во разговори со градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, но бидејќи периодот е таков како што е и кај нас е исто гужва поради досењето на буџетот, досењето на програмите, по нова година, по носењето и на нивниот буџет, веројатно денеска се донесува во општина Кавадарци, ќе бидам кај градоначалникот Митко да го договориме концептот кој дали ќе треба наша одлука на совет и нивна заеднички да се организираме како ќе го спроведеме. Воедно да ви известам и дека во текот на вчерашниот ден се достави барање до јавното претпријатие Комуналец Кавадарци за отстапување на возило цистерна, се наидува на одобрување од нивна страна. Цистерната ќе биде доставена до нас некаде во месец јануари. Исто така за таа одлука е потребна нивна одлука на совет со која што ќе ни го донираат возилото. Ако има и други прашања да останам да одговорам, бидејќи сакам да предложам и да заклучок да донесеме како совет и како градоначалник. Ќе испаѓаш? Одмесно каже. Одмесно сакаш. Не, повели.
Почитувам градоначалниче, моето прашање е више кога дојдовте до цистерна за перење или за противпожарно возило, во исто време кога ние им даваме пари на кавалерите за противпожарните возила, да примеме и 20 наши луѓе, тоа возило да биде во Росуман и тие 20 луѓе да бидат од Росуман, да во не дај Боже, кога се во Росуман, може да интервенират одма, ако возилото претреба да оде во Кавадарци, да може да биде и кај. Тоа е едно од прашањето. Другото прашање, пред изборите, многу пати договаравте, кажувавте дека во Росуман ќе се отвори полициска станица. До каде сте дојдени со тие преговори, дали со министерот има да разговара нешто за полициска станица? И ако тоа е вие во делот, дали има во точка да го поставиме да се донесе нешто и нешто друго? Благодарам. Благодарам господин Ристо Јошев, како да си читаме мисли. Јас сакам заклучокот да биде точно на таа тема. Не сме се договарале за ова. Сакам да донесеме како совет еден заклучок, да јас како градоначалник во име на советот и градоначалник на општина Росуман да се обратам до владата на Република Македонија и до Министерство за внатрешни работи, бидејќи во тек е изработка на нова систематизација во Министерството за внатрешни работи, со која ќе ја побараме и ќе образложиме потребата во Росуман за отварање на полициско одделение. Полициско одделение според систематизацијата на МВР значи цело полициско одделение со командир на полициското одделение Росуман. За таа цел веќе разговарав со приватен бизнисмен кој што ќе општествено одговорна компанија која што ќе донира да се реконструира објектот кај што е патарата поранешта во Росуман, кај што не е отстапен со одлука на влада на користење на општина Росуман. Ние ќе го отстапиме на користење Министерство за внатрешни работи, а додека приватниот бизнисмен ќе го донира комплетното уредување на целиот објект. Тоа да го донесеме како заклучок за да можеме да се обратиме до владата и до МВР. Може ли да знаем кои се тие Благодарам. друштвено одговорни компании? Дали друг ба разбор? Да, прво да оставиме на Ѓорѓе вашиот предлог да го изгласаме. 5 минути пауза да го дефинираме предлогот. Го ставам на гласање предлогот за овластување на градоначалникот во негово име и во име на советот да поднесе барање до влада и МВР во кој ќе бидат образложени принципите за потребата од отварање на полициско одделение во Росуман. Го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно со 9 за, нема воздржани, нема против. Дали друг ба разбор? Повели, колега Виси. Сега си имам за наредна седмица нешто за спремите, а како прашање ќе бидат и за градоначалник. Значи финансиските извештаи за 17 декември комплетно. Зашо се потрошени пари? Зашо не се поканети гости од Србија, од Турција и Романија на време да се обележат пешачките премини? Дали имате дека намера да ги обележите пешачките премини на главната улица? Пошто секоја улица што влегува во населено место, а и регионален пат што влегува во населено место е улица. Што на улица треба да биде обележана со пешачки премини. Ние во Росуман немаме ниту еден пешачки премин за децата. А сега више мислам дека више е сменена функцијата, не е регионален пат, треба да се распрашта и тоа да го смени да се обележат пешачки премини. Тоа што родителите не ги чекаат децата горе на џајето. И уште една работа за спортската сала во Росуман. Спортската сала во училиштето треба да се смене одлуката, значи не може таа сала да се дава на кој ќе стигне и како. Мора да се донесе сума дека колку пари кошта тоа, не да биде без пари. Што да го стави до училиште на одбор како предлог и да салата се знае кој ја користи. Ти благодарам. Ви благодарам. Дали друг ба разбор? Јас благодарам. Благодарам советниче Ристо, се надевам ги видам новите пешачки во одближаме улица или Гоце Делчев или Инденска. Горе не ги Вака, главната улица, односно регионалниот пат или магистрален се воде, тоа е градско прилеп, не е под надлежност на општина Росуман. На општина Росуман може да се обратиме до јавно предпријатие за државни патишта, бидејќи ниеден пешачки премин не се прави само да го обележиме, туку треба да биде решен со сообраќајно решение, намалување на брзина, поставување на сообраќајни знаци за пешачки премин. Затоа треба внимателно да пазиме, да не направиме белја, да бележиме пешачки, утре се случи некоја незгода, па да има одговорност. Под 10 македонски патишта барање, тоа се обележи, тоа што и Лозово и другите места, Чешиново, Кавадарци, нагоре,
према Мреничко пада, цело бележа се пеше. Само се обележени легнати полицајци. Да, а вака исто така и за легнати полицајци мораме да изработиме сообраќајни решенија. Сообраќајно решение имаме сега на потек од Гоце Делчев и улицата Пролетерска, а два легнати полицајци ќе се постават во текот на оваа недела, се исто така од еден општествено одговорен граѓанин на општина Росомен, кој што ќе ги донира тие два легнати полицајци со комплетно со поставување на сообраќајни знаци со се, а додека општина Росомен ќе набавиме нови певеца столчиња, ќе набавиме и исто така и поставување на уште минимум 2 до 3 легнати полицајци за брзо време. Останатиот дел ќе го решаваме како сообраќајно ги решаваме улиците, бидејќи обемна е документацијата, се изработен сообраќајен проект, па да отиде на одобрување на МВР, па се врате кај нас, така да тековно ќе ги решаваме овие проблеми со легнатите полицајци. Благодарам. Благодарам. Дали друг бара збор? Доколку никој не бара збор, со ова ја завршуваме седница. Ви благодарам.